Од секогаш имала љубов кон биологијата. По професија е биолог, моментално работи како библиотекар, а она што ја релаксира и опушта незиното хоби е сладкарството. Ова утро ќе ги представиме прекрасните изработки на госпоѓата Емилија Василева Чоловик. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Како се роди љубовта кон сладкарството? Како ќе поврзувате можеби биологијата со сладкарството и од кога се роди оваа ваша љубов за правење на вакви ремек дела? Добро утро прво до вас. Ви благодарам за поканата. Добро утро на сите гледачи на телевизија Алфа. Кола Чоловик е бренд кој што постои веќе 4 години и храбро чекори напред. Инаку позади овој бренд стојам јас, мојот син и мојата ќерка. Од каде се роди љубовта? Слободно можем да кажам дека љубовта кон готвењето воопшто и кон сладкарството јас ја стекнав од мојата мајка. Понатака таа љубов ја пренесов на моите деца и така на еден сосема спонтан и природен начин дојдовме до креирање на наша приказна која што се вика Кола Чоловик и понатака продолжуваме нели со креирање на нашата иднина. Со оглед на тоа дека досега имаме илјадници задоволни клиенти, можеме едноставно да бидеме среќни и горди на себе и сме горди и среќни и не ни преостанува ништо друго односно да продолжиме со нови предизвици, со нови креативни изработки, секако со нови изненадувања за нашите клиенти. Како се совршувавте низ сите овие години за ова ваше хоби и како го учевте и го негувате занаетот? Знаете, најважно од се е желбата и вербата во себе и доколку го имате тоа во себе, тогаш вие едноставно имате се, истина вистинскиот пат кон остварување на вашите соништа. Занаетот го учевме постепено, чекор по чекор, сите заедно. Паралелно со тоа одеше усовршувањето во нашата работа. Тоа нормално бара посветување на многу време, многу труд, одговорност кон работата. Секако со тоа следеа обуки, значи посета на многу обуки, на доста школи за сладкарството. И сето тоа не доведе до она што сме денес. Ние постојано работиме на усовршување на нашите вештини. Значи, ги следиме сите промени на пазарот во поглед на сладките производи и едноставно креираме нови трендови, значи воспоставуваме нови трендови. Морам да кажам дека ова е еден голем предизвик за нас, едно големо искуство, меѓутоа знаете кога нешто го сакате со срце, тогаш навистина немате никаква потешкотија во тоа и едноставно со желба и љубов работите. Да, но што е најтешко во процесот на изработка на колачињата? Што за вас представува најголема потешкотија и што се случува кога ќе сгрешите нешто? Јас не би рекла најтешко, би рекла можеби најголем предизвик за нас изработката на колачињата за свадба, затоа што свадбата е еден посебен момент пред се за младенците и едноставно сакаме да бидеме безпрекорни во тој поглед. Тука за ваквите свадбени веселби имаме нарачка на нашите разновидни бомбици со различен вкус. Секако овде има нарачка и на путерколачиња кои што се одвествуваат на самиот настан, тематски путерколачиња, персонализирани путерколачиња кои што се пожелба на самите клиенти и ние секогаш се трудиме да ги исполниме желбите и барањата на нашите клиенти, се разбира во рамките на нашите можности. Во секоја една работа се случуваат грешки, јас велам секој што работи може да погреши, така да и кај нас се случуваат понекогаш грешки, иако морам да признам дека тоа се случува ретко. Меѓутоа, најважно од се е дека тие грешки не демотивираат, напротив, тие се мотивација како да се снајдеме во таа ситуација и како да напредуваме и да не ги повториме во некоја следна прилика. Така, што треба да се направи за едно совршено колаче, да се украси до секој детај кој што го има и го носи со себе, за да биде толку уникатно и единствено? Најмногу од се потребно е љубов, трпение, упорност и малку талент, секако и тоа е потребно. Ние посветуваме внимание едноставно на сите аспекти при подготовка на нашите колачиња, почнувајќи од квалитетот, оригиналниот вкус на секое колаче, па се до тоа оригинално пакување кое што исто така е многу важно и за самите нас и за самите клиенти.
особено внимание посветуваме на односот со нашите клиенти, со добавувачите, понатака маркетингот и комуникацијата на социјалните мрежи. Значи, сето тоа не доведува до она што ние сме денес. Колку време може да трае едно колач? После колку време може да се јаде од кога ќе се направи? Колачињата имаат рок месец дена и ние стоиме за тоа, затоа што користиме секогаш користиме состојки кои што се најквалитетни и купени од нашата држава и секако нешто купуваме од странство и ние секогаш подготвуваме таси. Значи нарачките се подготвуваат, односно колачињата се подготвуваат веднаш од кога ќе ја добиеме нарачката, никогаш не замрзнуваме и едноставно заради тоа гарантираме за нашиот квалитет и за рокот на траење на самите колачиња. Која е тајната на совршеното сладко задоволство на совршено направено колаче? Тајната е пред се многу труд, многу внимание, многу љубов и секако, нели, потребно е малку талент за тоа. И ние посветуваме посебно внимание на сите аспекти во однос на подготовката на нашите колачиња. Значи, пред се грижиме за квалитетот, за оригиналниот вкус на колачињата, па се до оригиналните пакувања, кои што исто така се важни за нашите клиенти и за самите нас, затоа што ние милуваме да кажеме дека секое колаче се продава со око или се јаде со око, значи тоа е многу важно и секогаш ние поаѓаме од нас. Кога ние би сакале да купиме домашни колачиња и тоа да биде во некое посебно пакување, значи што е она што ние очекуваме од вкусот, од оригиналноста, од квалитетот на колачите, што е она што ние очекуваме од изгледот на пакувањето, од односот на продавачите и сето тоа ние го нудиме на нашите клиенти, затоа што среќата и задоволството на нашите клиенти е најголема среќа и најголемо задоволство за нас. Пример, кога подготвуваме свадбени колачи, значи најголемо задоволство и најголема среќа за нас е кога младенците ќе ги споделат нивните впечатоци и кога ќе ни раскажат како нашите колачи ја збогатиле нивната свадбена прослава, како тоа се уклопило во самиот амбиент, како тоа ја подигнало атмосферата и многу ни значат таквите повратни информации. Секако добиваме повратни информации и од гости кои што биле присутни на таквите веселби. До сега сме работеле на 10 свадби, тековно работи, имаме подготовки за наредните свадби кои што се закажани до крајот на годината, меѓутоа 2026 година е пред нас, така да спремни сме и тука за нови предизвици, за нови нарачки, за нови успешни приказни. Да, и за многу убави, вкусни колачиња кои што ги подготвувате домашно и како може да ве најдат еве луѓето кои што сакаат да си имаат персонализирани, уникатни, префинети колачи? Сите оние кои што се заинтересирани за нашите колачиња, значи сите наши досегашни идни клиенти, може да не побараат на нашите профили на Инстаграм и на Фейсбук, Hola Chola Sweets. Исто така може да не побараат на нашата веб страна www.holacholasweets.com. Секако на нашите страни, на Инстаграм и на Фейсбук, може да ја најдат исто така веб страната и може да најдат контакт телефон каде доколку би сакале директно да не контактираат и да се информираат околу нашите колачиња. Да, убаво е секогаш да си има нешто уникатно, нешто што е својствено за некоја прослава, за некој повод. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и вам, ви благодарам пред се за поканата и голема благодарност до вас и до телевизија Алфа затоа што редовно ги следите нашите новитети. Верувам дека ќе се видиме во следна прилика со некои нови новости, со некои нови успешни приказни и секако ние продолжуваме да го негуваме нашето мото дека за нас пред нас има големи соништа и има светла иднини и веруваме во тоа и продолжуваме да работиме во таа насока. Ви благодарам уште еднаш.